Ова е секојдневието на Менсур Бајрами од тетовската населба Теке. Со својот автомобил од оваа ридска населба мора секој утро да се симне во долниот дел од градот и да наполни вода за своето семејство. Секој ден. Гледате сами, сте биле вие горе. У 5 саба или доаѓа, тоа изворот мало тече. Ваквата судбина ја делат околу 500 семејства кои живеат во оваа населба. Вода нема ни за лек и таа кога некогаш протекува од чешмите во утринските часови е загадена. И во време на коронавирус, кога водата е неопходна за одржување на хигиена, надлежните не заборавија, велат граѓаните. Па нема што да правиме, ја ви кажам, идеме полниме и грееме вода овде и се тушираме така. Кога иди понекогаш и така, полниме на кај 4-5 сабаји. Некои пак не се во можност да наполнат вода од долниот дел на градот. Се снабдуваат од овие пластични стари цистерни. Дел од граѓаните од оваа тетовска населба користат за стојна вода која што се полни во текот на месецот во овие пластични цистерни. Водата доаѓа од планинските извори, меѓутоа истата е застоена. Прашање е дали оваа вода е чиста и квалитетна. Жителите од оваа населба вода немаат повеќе од една деценија. Велат дека ветување од градските власти има секоја година дека проблемот ќе се реши, но чешмите се уште суви. Еднаш многу пати сме дали апели, ама рекао дека ќе прават нешто, ама дали ќе прават не знам. Градоначалничката Арифи уверува дека оваа година целата населба Теке ќе добие вода. Изграден е базен, а наскоро ќе се започне со градба на цевководот. Ние, како што сте известени, изградивме базен, проектиравме и во програмата оваа година, значи го имаме и цевководот. Процедурите во однос на тендерирањето се при крај, така да сметаме дека во текот на оваа лето ќе се завршат градежните работи и со есен сметаме дека тој проект ќе го имаме заокружен. Менсур ги наполни пластичните шишиња со вода, но доволни само за денешниот ден. Утре пак и така секој ден, се додека не се реализира долго очекуваниот водоснабдителен систем за овој дел од Тетово.